Меѓународниот монетарен фонд ги поздравува заложбите на владата за фискалната консолидација и намалување на буџетскиот дефицит на 3,5% од БДП во 2026 година. Ова е наведено во објавениот извештај на ММФ по редовната мисија спроведена во изминатите 2 недели, во кој се истакнува дека ова е важно за градење фискални бафери за справување со шокови. Фискалната консолидација треба да продолжи на среден рок и буџетскиот дефицит да се сведе на 2% до 2030 година. На страната на приходите упатуваат дека придобивките може да имаат од намалување на даночните ослободувања по основ на ДДВ, зајакнување на даночната администрација, намалување на сивата економија и слично. Констатира извештајот на ММФ. Во извештајот мисијата на ММФ истакнува дека земјата во 2025 забележа солиден економски раст и намалување на инфлацијата. ММФ нотира дека растот забрза на 3,5% во 2025 година, главно потекнат од инвестиции поврзани со градежништвото и силна приватна потрошувачка во услови на раст на платите и кредитирањето. Вкупната инфлација се намали од високото ниво од 4,8% во јули 2025 година на 2,9% во февруари годинава. Меѓународниот монетарен фонд очекува шокот од цените на енергијата, кој произлегува од конфликтот на Блискиот Исток, да влијае врз растот и да ја забави економската активност и да ја задржи инфлацијата на повисоко ниво подолго време. Проектира реалниот раст на бруто домашниот производ да забави на 3,1% во 2026 година и да се приближи кон проценетиот потенцијал од 3% на среден рок. Прогнозира ММФ. Позитивно влијание врз перспективите за растот според ММФ може да има и посилната имплементација на реформите. Во извештајот наведуваат дека структурните реформи може да ја зголемат продуктивноста, да ја зајакнат конкурентноста и да подржат побрзо доходовно приближување кон Европската Унија. Потенцираат дека реформите во енергетскиот сектор се клучни за обезбедување енергетска сигурност и достапност која е можно преку инвестиции во енергетска инфраструктура и обновливи извори на енергија. Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд беше спроведена во период од 18 до 31 март 2026 година.